Умешноста е да се направи спој помеѓу занаетот и духовното, односно помеѓу визуелното и литургиското, заради тоа што православниот живопис има своја подлабока една функција која е во контекст и на самиот литургиски живот на црквата. Дали фрескоживописот е само декорација на црквата или има и подлабока духовна? Па, тој има и декоративна функција, го обогатува, го разубавува домот Божи, но исто така има и други, многу други функции. Функционира како некаков симулакрум помеѓу верникот, односно гледачот на самиот живопис и комуникацијата негова со светителите, со Бог. Каква е символиката на православните фрескоживопис? Символиката би била повеќе слојна, заради таа е условена од самите, значи, поставеноста на светите слики, на композициите на живописот, па се и до нивните детали. Секој детал на една композиција има свое символично значење. За да се објаснат, може да се земе конкретен пример. Колку време вас ви беше потребно да стигнете до оваа фаза или оваа површина да ја насликате? За време не можам точно, значи би за една година мислам дека би завршиле. Дали македонскиот православен фрескопис има своји особини кои се тие? Кога зборуваме за живопис, односно за православен живопис, не можеме да зборуваме за некаква национална рамка. Тоа е како еден универзален јазик на христијански живопис, иконопис. Може да зборуваме за диалекти. Така? Македонија би била карактеристична, значи, со колоритот. Можеме, ако земеме живопис од другите делови на православниот свет, ќе видиме драстични разлики во самиот колорит, во изразот, додека каноните глобално во целиот православен свет се тие. Дали може да се изрази вредноста на еден живопис? Вредноста, мислам дека не би можела, би требало да се направи нека конкретно, ако зборуваме за нашиот живопис, некаква временска дистанца, за да можат да се согледаат нештата. Би било општо за сите. Сега, ако зборуваме за живописот на тлото на Македонија од 12 до 14 век или 19 век, тогаш веќе имаме јасно дефинирани вредности. Оно што сакам да го акцентирам во овој момент е несебичното одзивање на нашиот повик, на господинот Кочо Анѓушев, познат бизнисмен од градот Велес, кој што е единствен, или ќе речам ретко како кој, на повеќе пати, на повикот на потреба, значи од финансиска помош на црквата, несебично се вгради себе си во овој храм позади нас. Еве комплетно целиот фреско живопис е донација од него и ова нека биде еден поттик на сите познати бизнисмени од градот кои што исто така треба да го следат неговиот пример и себе си да се вградат макар со еден камен во овој храм кој што со години понатаму ќе зборува за историјатот и за оваа генерација која што успеала да најде начин, да најде простор, време и дел од своите финансиски средства за да може да ги посвети на Бога и на својот народ, се разбира. Добро, до каде е фреско живописот и кога може ли да дадете, може би не рок, но прилика кога би можело граѓаните да го посетат? Само знаеме дека митрополитот во Вардарска неколку пати негуваше. Так, ние ќе се воздржиме сега од такви коментари, давање на термини, затоа што многу пати, нели,
како велиме дома и на пазар есапот не е ист, така да ќе се воздржиме од коментари, да даваме точни и прецизни. Се надеваме дека во текот на наредната година, значи таму околу мај, околу денот посветен, нели, ќе можеме во цело РУО. Видете, она што сакам да го кажам е дека црквата можеше да биде пуштена во употреба уште многу порано. Значи желба на нашиот митрополит беше да биде комплетна. Значи после тоа да нема внатре работа, да нема скелиња, да нема значи видовте однадвор е комплетно уредена, иконостасот е веќе во завршна фаза, значи длабока резба. Имаме престол кој што е за прв пат во Велес од мермерна изработка, значи релјефен мермер, и во црквата во болница е релјефен иконостас од мермер, така да полека но сигурно тие работи си доаѓаат на своје, затоа што, како што вели и нашиот народец, црква не се гради за една или за 2 години, се гради полека, но се гради сигурно, и се надевам дека што поскоро сите заедно ќе се радуваме на овој заеднички проект кој што, како што вели, црквата е од народ за народ и значи не е ничија својина, туку е богатство на овој град, и се надевам дека оваа тајфа која што сега работи на фреско живописот, тајфата Свети апостол евангелист Лука, која што е составена од 5 млади академски сликари, дека со својот печат и белег оставија зад себе простор за голема воздишка, за голем елан и понатаму да оставаат печат и белег на ова наше поднебје со својот колорит македонски, црковен, онака како што ликува на нашето свето православие.